присуствуваме на ретко убав настан кој кај нас предизвикува возбуда и искрено љубопитство. Представувањето на првата книга од историјата на Македонија, Апологија на македонството, од професор доктор Георги Радулов Радуле, кој живее и работи во Бугарија, е чин за поздравување од страна на широката читателска публика, но и од специјалистите за оваа проблематика. Како издавач на ова ретко дело се јавува Плюс продукција, а изданието финансиски е помогнато од фондацијата Рамковски, која во последниве неколку години создаде вистинска клима за афирмирање и промовирање на неодминливите вредности, историски национални вредности создавани во подолг временски период од нашите претходници и од нашите современици. Многу имиња, благодарение на несебичниот влог на оваа фондација, доживеа сенародна презентација, при што пораките на нивните дела допреа и до обичниот човек во Република Македонија. Во оваа пригода, почитувани присутни, ќе презентирам една општа информација за авторот на делото Историја на Македонија, Георги Радулов Радуле. Тој е роден во 1942 година во селото Кремен, Република Бугарија. Своето образование го завршил во главниот град на Бугарија, каде што дипломирал на два факултети. На електромеханичкиот факултет при Рударско-геолошкиот универзитет и на Транспортниот факултет на Техничкиот универзитет во Софија. Редовен професор е на електромеханичкиот факултет при Рударско-геолошкиот универзитет Свети Јован Рилски во Софија, каде што од 2001 до 2005 година беше и негов декан. Првото издание на историјата на Македонија, Апологија на македонството, е објавено на бугарски јазик во Софија во 1997 година. Во 2001 година Радулов ја објави и книгата кој ја фалсификува историјата, која представува одговор на антимакедонскиот памфлет 10 лаги на македонизмот на бугарскиот историчар Божидар Димитров. Во ова дело научно и аргументирано ја брани посебноста на македонската нација, јазик и култура. Во Македонија книгава беше објавена во 2003 година и побуди голем интерес кај нашите читатели. Еве, по 11 години, благодарение на преведувачкиот ангажман на Гоце Ристовски, Славко Нинов и Георги Барбаровски, трудот на пасионираниот проучувач на македонската историја го имаме и на македонски јазик, дополнет и во проширен обем. Проучувањето на минатото и на културата на македонскиот народ е судбинска определба на Георги Радулов Радуле, е забележано во библиографската белешка. Како редок љубопитник, тој истражува во богатите архиви, консултира релевантна научна литература, создавана од балкански и од светски познати автори. Во непрекинат континуитет од неколку децении ја проучува историјата на македонскиот народ и секогаш застанува на браникот на вистината, бранејќи го достоинството на македонскиот народ, неговата богата историја, традиција, религија, јазик и култура. При тоа тој слепо не и робува на фактографијата и не ги обременува своите прилози со општирни белешки и фусноти. Неговиот јазик е прилежен, а ставовите прецизни, засновани на проверени факти. При подготовката на книгава авторот консултирал 459 статии, книги и монографии од македонски, бугарски, балкански и светски автори. Бројка која укажува на темелниот и широк зафат при компорирањето на ова капитално дело за македонската историографија. И со право предговорот забележува дека оние што на вистина ја сакаат вистината за Македонија, како и оние што се залагаат за разбирање на Балканот, ќе се израдуваат и правилно ќе го оценат неговиот долгогодишен труд. Всушност, сите добронамерни луѓе ќе најдат нешто вредно во книгава, бидејќи една македонска поговорка вели: таму каде што ветерот дува само на една страна, дрвјата растат накриво. За заслугите во афирмирањето на македонската вистина, нашата истакната поетеса Светлана Христова Јоцич пред 2 години професорот Георги Радулов Радуле го прогласи за духовен воин на македонските духовни конаци. Навистина, ова признание му прилега на овој наш редок, темелен, мудар, храбар и пред се,
ретко подготвен интелектуалец и борец за македонската историска правдина и непореклива вистина. Почитуван и драг Георги Радулов Радуле, ти го честитам излегувањето од печат на ова дело, со надеж дека наскоро ќе го имаме на македонски јазик и вториот дел од книгава. На царството на јадрото, од фактите им требаше толкување, мека маса. Историчарите увидуваат дека фактите сами по себе не зборуваат доволно јасно, од друга страна се види дека фактите зборуваат само тогаш кога историчарот ќе ги повика. Значи, историчарот е тој што прави избор на фактите. На Пирандело му се припишува тврдењето дека фактите се како вреќа. Таа нема да се исправи додека не се наполни со нешто. Историчарот е тој што решава на кој факт ќе му даде примат, а кој ќе го изостави. Историчарот, значи, мора да биде селективен. Сте помислили ли за тоа кои факти стасале до нас? Значи, статусот на фактот зависи прво од создавачот на фактот и второ од толкувањето и од селективната моќ на толкувачот. Стручњакот на средниот век Бараклав вели: иако е заснована врз факти, историјата што ние ја читаме воопшто не е фактичка, туку е во суштина низа од прифатени судови. Откако се поколебаа во светоста на фактите, подоцна историчарите си најдоа нов фетиш – документи. Рекоа, давајте документи, тоа е историјата. Се веруваше дека ако во документот пишува така, мора да било така и во стварноста. Но големиот теоретичар на историјата, Едвард Халет Кар, вели: документите немаат историска вредност додека историчарот не ги обработи и дешифрира. Тие се, разбира се, битни, но во себе не го содржат готовиот одговор. Значајна компонента е толкувањето на фактите и на документите од страна на историчарот. Но ете нов проблем. Историчарот ги толкува настаните од ракурсот на своето време, а не од времето кога тие се случиле, кога настанале фактите и документите. Значи, и тука доаѓа до израз интерпретацијата на историчарот. Почитувани дами и господа, тука се кажаа толкова убави зборове за мен, че ја не мога да се познаа. Гледам и си мисля, и ја ли сам или некој друг човек. Значи, сакам да им благодарам на луѓето што зборуваа тука. И најпрвин да ви кажам, повеќе од 50 години учам и зборувам по бугарски и ќе ме простите ако така ги мешам още повеќе дека двата јазика се блиски и мисля, че дека ќе се разбереме, нема проблем. Искам најпрвин да му се заблагодарам на Рамковски за тоа што возможи издавањето на книгата моја на македонски език. Многу ми е драго дека тука виждам многу луѓе од кои сам учил за македонската историја и македонската култура. Според нас вредна книга и да ви информирам дека од вчера книгата е во продажба во Матица Македонска, чини 300 денари, а од утре ќе ја има и во Табернакол и во Египетска сонувалка.